Државниот пазарен инспекторат интензивно го анализира потеклото на високите цени на повеќе од 600 производи. Во таа насока оваа недела во владата посредбата со трговците, средба ќе има и со дистрибутерите, производителите и увозниците на производи за широка потрошувачка. За секој производ ќе се анализира целиот зинџир на снабдување од набавната цена кај производителот до продажната цена кај трговецот. Ќе биде опфатено и нормално и дистрибутерот. Кога ќе го имаме таа анализа, нормално дека ќе излеземе пред јавноста и ќе кажеме да го најдеме точно кои се индикаторите што на крај завршува и производот се продава на таа цена или влијае врз цената на производите. Кога анализите ќе бидат готови? Дурмиши не е сигурен. Предпоставувам дека овој месец што доаѓа за еден месец ќе биде завршено, но за поконкретно да ви дам поточен датум треба да гледаме кога ќе почнат со тие контроли, колку ќе зема, колку е обемот на работата за контрола на една или две фактури, па на крај да го кажеме да го известиме јавноста кој е тој датум или колку време ќе земе таа контрола. Напоредно, Дурмиши потенцира дека треба да се зголемуваат и платите. Констатираме дека треба да се зголемат платите, тоа да оди постепено, да оди врз базирана на одржлива економија, да ги поддржаме малите и средните предпријатија, каде што ќе им даваме можност да они да вработуваат повеќе лица, да ги зголемат платите, да го зголемиме продуктивноста и постепено ќе оди и зголемување на платите и инфлацијата ќе биде во стабилна состојба. Темелна анализа на мотивите за повисоките цени потврди и премиерот Христијан Мицкоски, кој изјави дека лично ќе се занимава со секој производ и фактура поединечно за да ја утврди ценовната трансформација од производител или увозник па до граѓанинот како краен потрошувач. Основното барање на Мицкоски во целиот зинџир е зголемувањето на цените да биде помало од 3% на годишно ниво.